Почитувани ученици, добар ден! Еве не со уште едно ново видео по предметот Историја. Веќе, добро знаете, јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по Историја и по граѓанско образование. И ние, продолжуваме со помош на овие видео лекции да, ги совладуваме содржините по предметот Историја. Така денеска, ќе работиме со учениците од 7 оделение и ќе работиме за лекцијата Византија од 12 до 15 век и ќе видиме за што станува збор, станува збор за една интересна и една значајна лекција, која што се надам дека ќе го задржи вашето внимание. Инаку, Византија во 12-тиот век, повторно се возобновува. Инаку, после смртта на царот Василий II, Византија постепено почнала да губи дел од териториите. Меѓутоа, со доаѓањето на нова династија на чело на Византија, тоа било династијата Комнини, чиј основач ќе биде Алексий Комнин, Византија практично ќе почне повторно да се зацврстува. Инаку, тоа е навистина еден турбулентен временски период, еден период кога голем број на разни племиња доаѓале на Балканот, почнувајќи од норманите, печенезите и така натаму, и речиси сите староседелски народи кои што се наоѓале на Балканот се наоѓале под опасност, па така и Византија се наоѓа под опасност. Инаку, со помош на градот држава Венеција, Византија ќе успее да ја зацврсти државата, односно Алексий Комнин со помош на Венеција ќе успее да ја зацврсти државата. Меѓутоа, тоа Алексий Комнин ќе го чини многу скапо, бидејќи ќе склучи договор со кој ќе им даде можност на венецијанските трговци да тргуваат низ територијата на Византија без при тоа да плаќаат било какви царини и даноци. Па така, започнувањето на крстоносните војни, кои што ќе се случат некаде кон крајот на 12-тиот век, ќе почнат да ги подкупуваат сите овие придобивки кои што претходно Алексий Комнин ги оствари, односно ја зацврсти државата, меѓутоа ова зацврстување на државата повторно ќе биде загрозено од крстоносните војни кои што ќе се случат во овој временски период. Инаку, еве како изгледала Византија за време на династијата Комнини, гледате, и покрај тоа што Византија не е таа држава од времето на Јустинијан I, кога се протегаше на 3 континенти, сепак и во овој временски период представува голема држава, бидејќи гледаме дека се протега на 2 континенти, Европа, односно Балканскиот полуостров, и Азија, односно делот на Мала Азија. Но, сето ова, кажав, ќе биде загрозено од крстоносните војни, кои што ќе се случат. Инаку, крстоносните војни ги започнале војски од Западна Европа, во голем дел на случаи дури предводени од папата, затоа оваа слика, каде што символично папата им наредува додат и да го освојат гробот Господов кој што се наоѓал во Ерусалим, односно гробот на Исус Христос. Гледате од кога до кога ќе се случуваат крстоносните походи. Првиот од 1095, 96 до 1099 и се до последниот кој што ќе се случи
во 1270 до 1272 година. Но, веќе ви кажав, крстоносните походи биле организирани со цел, да биде ослободен гробот Господов, гробот на Исус Христос во Јерусалим, но ова ќе го искористат западноевропските војски и место да одат директно во Јерусалим и да се борат против турците, селџуци, кои го имале под своја контрола Јерусалим, тие ќе се насочат кон Балканскиот полуостров, каде што и ќе пустошат, ќе ограбуваат, ќе плячкаат и со тоа ќе предизвикуваат недоверба кон локалното население. Значи гледаме ова, тие го искористуваат место да одат во Јерусалим, тие плячкаат на Балканскиот полуостров. Еве како од прилика изгледаат крстоносните походи. Ова со црвеното ви е првиот, со зеленото вториот, со синото третиот, со темно синото четвртиот. Значи најзначајни се првите 4 крстоносни походи. Зошто првите 4? Инаку, четвртиот крстоносен поход, кој што некаде ќе започне во 1202 година, ќе биде катастрофален за Византија. Зошто? Бидејќи предходно, споменав, дека тие место да го ослободат гробот на Исус Христос, тие почнуваат да плячкаат. Но четвртиот крстоносен поход ќе ги надмине нивните, да кажем, апетити и сега место само да сакаат да земаат плен, они ќе се насочат кон освојувањето на Византија. Така, во 1204 година, место додат во Јерусалим, тие ќе се упатат кон градот Константинопол и ќе го освојат. Значи, пак ќе повторам, во 1204 година. Во ова 1204 година Византија практично ќе се распадне на 4 дела: Латинска држава, Солунско кралство, Никејско кралство и Епирски деспотат или Епирско кралство подоцна. Значи, пак ќе повторам, крстоносците, место да се насочат кон Јерусалим, тие го освојат Константинопол, со тоа што ќе го освојат Константинопол, практично ќе се распадне Византиската држава. На колку дела ќе се распадне Византиската држава? Византиската држава ќе се распадне на 4 дела. На Латинска држава, Солунско латинско кралство, Никејско кралство и Епирско кралство. Сега ни треба оваа карта, значи еве ви како изгледа Византија после 1204 година. Значи ова со темно црвено е Никејската држава, значи држава со центар во градот Никеја. Неа ќе основат византиските благородници. Значи ова е практично продолжение на Византија, дел од Византија, меѓутоа се нарекува Никејско кралство. Оваа држава со темно црвена боја или вишна боја или бордо боја, како сакате, значи е држава која што е управувана од крстоносците и се нарекува Латинска империја. Тука кај Солун имало предходно и друга империја, Солунско латинско кралство, кој што го споменавме, меѓутоа во 1217 година тоа е освоено од страна на оваа латинска држава и гледате колку се проширува латинската држава, односно државата која што е управувана од крстоносците. Меѓутоа, додека овие се борат помеѓу себе, гледате како се надзира турската опасност предводена од турците османлии. Сега ќе се вратиме повторно назад. Ваквото, да кажем, ваквиот развој на силите ќе се случува се до 1261 година, значи од 1204 година до 1261 година практично Византија не постоела, туку место Византија се создало Никејското кралство. Во 1261 година под водство на Никејското кралство повторно доаѓа до возобновување на Византија.
Императорот Михаил VIII Палеолог искористил едно внимание на крстоносците, кои тргнале низ Црното море да извидуваат, со себе ќе ја понесат најголем дел од војската. Тоа ќе го дознае Михаило VIII Палеолог и во 1261 година повторно ќе го освои градот Константинопол и повторно ќе ја озобнови Византија. Значи, во 1261 година повторно е возобновена Византија од страна на династијата Палеолози. Арно, ама, привидната, да кажам, добра состојба ќе биде задржана во времето на Михаило Палеолог, додека подоцна ќе започнат внатрешните судири кои што всушност и ќе одлучат судбината на Византија. Кога ќе се спомене терминот внатрешни судири, значи имало граѓанска војна, па така ќе започне граѓанска војна на територија на Византија. Граѓанската војна ќе ја започнат дедо и внук. Од едната страна ќе биде дедото Андроник II Палеолог, на другата страна ќе биде внукот Андроник III Палеолог. Значи, Андроник II бил император, меѓутоа овој сакал да му ја земе власта, помеѓу нив ќе има борба. Во оваа борба Византија фактички ќе ослаби, бидејќи секогаш државите слабеат за време на граѓанска војна, односно за време на граѓанска војна државите најмногу слабеат. Андроник II ќе биде подпомогнат од еден искусен војсководец, Јован Кантакузин, ќе имаат упориште во градот Солун, па така Андроник III практично со помош на неговиот војсководец Кантакузин, со помош на граѓаните на Солун, со помош на Бугарија ќе успее да го победи неговиот дедо Андроник II и со тоа да ја завземе власта. Но, пак ќе кажам, оваа граѓанска војна и тоа како ќе ја ослаби Византија. Што е најлошото? Најлошото е што тука не застанале граѓанските војни во Византија. Граѓанските војни во Византија продолжиле и после смртта на Андроник III, а тоа ќе биде мотивирано од тоа што Андроник II нема да остави достоен наследник, односно неговиот син Јован ќе има само 9 години, со самото тоа нема да може да дојде на чело на државата, односно мора да има регенти. Што се тоа регенти? Регенти се луѓе кои што управуваат во негово име се додека тој не наполни 18 години. Па така, за регенство, односно за борба за власт, ќе се борат неговата мајка, Ана Савојска, меѓутоа и најблискиот соработник на Андроник, човекот кој што веќе го споменавме, Јован Кантакузин. Така, значи, ќе дојде до борба и овие судири дополнително ќе ја ослабат Византија. Колку Византија слабее, толку јакне Османлиската империја. Гледате до каде дошла Османлиската империја. Значи, ја истиснала Византија од држава која се наоѓаше на два континенти, Балканскиот полуостров и, да кажам, Мала Азија, гледате до каде се истиснува, само фактички управува со Цариград и околината. Во меѓувреме ќе се случат и некои други работи, како например создавањето на Србија и на Бугарија, со што Византија уште дополнително ќе слабее. Тоа ќе сакат да го искористат османлиите, кои што ќе сакаат да го завземат градот Константинопол. Градот Константинопол практично ќе биде најубавиот дел од целиот овој регион. Тој бил најразвиениот, најбогатиот и најзаштитениот град, затоа представувал навистина убав залог за сите освојувачи, па и за османлиите. Османлиите имале многу голема желба да го освојат градот Константинопол, тие предходно ќе го
обсаднуваат, ама, нели, нема да успеат, но веројатно сега било време кога ќе го освојат градот. Инаку, на чело на Византија во овој временски период ќе се наоѓа последниот византијски император Константин 11 Драгаш. Константин 11 Драгаш практично ќе има голема желба да го одбрани градот, меѓутоа, нели, за жал нема да успее. Тој ќе побара помош од западните земји, но нема да ја добие. Ќе побара помош само, односно се извинувам, ќе добие помош само од градот Дженова, ќе дојдат околу 700 дженовјани кои ќе бидат предводени од војсководецот Џустинијани, кој што, нели, ќе добие дури и задача, нели, да стои на чело на одбраната на градот. Градот Константинопол од три страни ќе биде опколен со, нели, копно, од едната страна со вода, тоа е познатиот, нели, залив Златен Рог. Тука османлиите со помош, нели, на влечење ќе успеат преку копно да ги извлечат бродовите и да ги стават во Златниот Рог, да го нападнат градот по, нели, неколку дневна обсада ќе падне, а конечно на 29. мај 1453 година градот ќе биде освоен. На чело на османлиската војска ќе се наоѓа султанот Мехмед II Фатих. Фатих всушност значи освојувач. После таа дата, 29. мај 1453 година, Византија практично престанува да постои. После 1000 годишно обстојување, Византиската империја ќе снема, со тоа, нели, ќе го снема и последниот остаток од поранешната голема римска империја. После ова, нели, се издигнуваат османлиите кои што долго ќе владеат со Балканскиот полуостров. Од прилика тоа е тоа. Јас се надевам дека, нели, ова што го зборувавме дека беше јасно и се надевам дека ви помогнав да совладате дел од материјалот. Со ново